Почитувани делегати на 11-тиот Конгрес на Либералната партија на Македонија, почитуван почесен председател Андов, ценети гости. Го отвораме 11-тиот Конгрес на Либералната партија на Македонија. Точка 1. Предлог деловник за работа на Конгресот на Либералната партија на Македонија. Точка 2. Избор на работни тела на Конгресот на Либералната партија на Македонија, и тоа работно председателство, верификациона комисија, кандидациона комисија, комисија за следење на расправата и сумирање на конгресните документи и записничари, 20 заверувачи на записникот. Точка 3. Предлог извештај за работата на Либералната партија на Македонија меѓу двата конгреси, излагање на председателот. Точка 4. Предлог статут на Либералната партија на Македонија. Точка 5. Избор на председател на Либералната партија на Македонија. Точка 6. Избор на Републички одбор на Либералната партија на Македонија. Точка 7. Избор на надзорен комитет на Либералната партија на Македонија. И точка 8. Предлози на декларации, резолуции, доктрини и либерални политики на Конгресот на Либералната партија на Македонија. Предложениот дневен ред го ставам на усвојување. Молам, кој е за? Благодарам. Дали има некој против? Нема. Воздржани? Нема. Благодарам. Констатирам дека предложениот дневен ред е едногласно усвоен на записникот. Согласно деловникот за работа, работното председателство треба да го сочинуваат 5 члена и дозволете ми да ви го предложам неговиот состав. Кире Бузлиев, председател на работното председателство. Методи Јовановски, член на работното председателство. Елена Андоновска, член на работното председателство. Јасмина Димовска, член на работното председателство, и Киро Спанџев, член на работното председателство. На членовите на работното председателство на изборот и ги молам да ги заземат местото да продолжат со водењето на седницата. Членови на верификационата комисија се предлагаат Горан Николовски, председател на комисијата и известувач, Зоран Гавриловски, член, и Антонио Николовски, член. Отварам претрес по предлогот за состав на верификационата комисија. Дали некој се јавува за збор? Доколку никој не се јавува за збор, предлогот го ставам на усвојување. Кој е за? Има ли некој против? Нема. Некој дали се воздржува од гласање? Не. Благодарам. Според тоа констатирам дека за членови на верификационата комисија се избрани Горан Николовски, председател на комисијата, Зоран Гавриловски, член, и Антонио Николовски, член. Ги молам членовите на верификационата комисија да се повлечат и врз основа на листата за присуство да го утврдат бројот на присутни делегати, во што ќе им помогне и протоколот на Конгресот. Председателот на верификационата комисија на крајот од оваа точка ќе биде повикан да поднесе извештај за бројот на присутни делегати на Конгресот и за тоа дали Конгресот може полноважно да работи и да одлучува. Следно работно тело е кандидационата комисија, која треба да ги сумира предлозите за кандидати на председател на партијата, за членови на Републичкиот одбор и за членови на надзорниот комитет и да го спроведе броењето на гласовите. За членови на кандидационата комисија се предлагаат Анкица Трпковска, председател на комисијата и известувач, Томислав Дерибалов, член, и Маријан Михајловски, член. Отворам претрес по предлогот за состав на кандидационата комисија. Дали некој се јавува за збор? Саше, молим те. Доколку никој не се јавува за збор, предлогот го ставам на усвојување. Кој е за? Има ли некој против? Нема. Дали некој се воздржува од гласање? Не. Благодарам. Според тоа констатирам дека за членови на кандидационата комисија се избрани Анкица Трпковска, председател на комисијата, Томислав Дерибалов, член, и Маријан Михајловски, член. Ги молам членовите на кандидационата комисија да започне со сумирањето на предлозите за председател на партијата, за членови на Републичкиот одбор и за членови на надзорниот комитет, врз основа на утврдените предлози од страна на општинските организации пред Конгресот и делегатите истите да го изнесат при расправата по соодветните точки од дневниот ред. Втора точка од дневниот ред. За членови на продолжуваме со втората точка. За членови на комисијата за следење на расправата и сумирање на конгресни документи се предлага Волутка Нечевска Цветановска, председател на комисијата, Сузана Крстеска, член, и Петар Воробински, член. Отворам претрес по предлогот за состав на комисијата за следење на расправата и сумирање на конгресните документи. Дали некој се јавува за збор?
Бидејќи никој не се јавил за збор, предлогот го ставам на усвојување. Кој е за? Има ли некој против? Не. Дали некој се воздржува од гласање? Не. Благодарам. Според тоа констатирам дека за членови на Комисијата за следење на расправата и сумирање на конгресните документи се избрани Голубка Неческа Цветановска за председател, Сузана Крстевска член и Петар Боробински член. За записничар на денешниот конгрес, работното председателство го предлага Филип Николовски, а за заверувачи на записникот се... Добар ден, председател, добар ден, почитани делегати. На денешниот конгрес, съвместно с одлуката на Републичкиот, беше додаден 200 делегати, присутно се 142, што може пълно важно да излучи на денешниот конгрес. Благодаря. Молам председател на Либералната партија, господин Иван Величковски, да го изнесе и образложи извештај. Поверете, председател. Почитувани дами и господа, делегати, почесен председател, почитувано работно председателство. Извештајот за работата на Либералната партија на Македонија го опфаќа периодот меѓу двата конгреси, во април 2011 и овој во април 2015. При тоа, оценувајќи ги политичките околности, перманентната работа во периодот на големи предизвици е поидовна оценка за условите на действување на Либералната партија на домашната политичка сцена. Ова се однесува на опозицијскиот статус на Либералната партија од 2008 и особено од 2011 до денес. Имајќи ги предвид постојаните притисоци врз граѓаните за кои денес јавноста се повеќе е свесна, успешноста на работењето на Либералната партија се анализира од аспект на ваквите поидовни индикатори, како партија која за прв пат по 2000 настапи самостојно на локални избори и за прв пат по 2002 во големи коалиции во земјата. Именно од завршувањето на предвремените парламентарни избори 2011, преку собраниските настани од декември 2012, локалните избори 2013, се до председателските и предвремените парламентарни избори 2014 и почетокот на тековната политичка криза, Либералната партија действува во комплексни политички околности. Цврстата убеденост на партиските активисти и членови во политиките на Либералната партија, препознавањето на таквите политики во јавност и придржувањето на партиските органи до тимски донесените одлуки и правци на делување, придонесе Либералната партија да не се претопи, туку да се стекне со препознатливост надвор од впечатокот за приврзок што ги следи помалите политички партии. Затоа заклучок е дека ЛП успешно ги преведе сите обиди за нарушување или пренасочување на брендот и минимизирање на политичките заложби на партијата преку обидите за инфилтрација на оние кои сакале само да транзитираат преку партијата за да бидат поблиску до други партии или до власта. При тоа, главен акцент на политичките околности дава тековната политичка криза. Таа беше антиципирана од Либералната партија со така наречената либерална иницијатива за Македонија како што треба да биде. Ова прашање ќе биде третирано и во следните области на извештајот. Затоа, денес јавност има јасна представа и препознавање на Либералната партија и нејзиното позиционирање на политичката мапа во земјата. Постојаното и тимско работење на органите на партијата се поидовна оцена за успешноста на работењето на ЛП и партиското раководство. При тоа, терминот раководство, партиско раководство се однесува и на индивидуалните партиски органи, тргнувајќи и функционери, тргнувајќи од председателот, подпредседателите, генералниот секретар и колективните органи, Републичкиот одбор и Извршниот комитет. Републичкиот одбор одржа вкупно 23 седмици, имајќи предвид дека на 10-тиот конгрес беше потврден составот на Републичкиот одбор од 2008, продолжи ангажманот на истите представници од општинските организации за санирање на состојбата предизвикана со поделбите од 2008 и за континуитет и покрај специфичните политички околности на делување, два предвремени парламентарни циклуси и специфични локални избори. Оценка на овој извештај дека токму компактноста на членовите и раководството обезбеди за ЛП јасна програмска идеолошка идентификација и спречи претопување. При тоа, изфрли кадровски решенија познати во јавност и ги трасира денешните поидовни позиции по кои Либералната партија може да се вклучи во сериозен политички надпревар, особено имајќи ја предвид тековната политичка криза. Републичкиот одбор во овој период за прв пат по подолго време се посвети на стратешко планирање на развојот на партијата и ја донесе првата 4-годишна стратегија на Либералната партија 2013-2017, како и политичките документи понудени на верификација од Конгресот. Републичкиот одбор редовно заседаваше и ги донесуваше сите одлуки поврзани со предизборната и постизборната соработка и на ист начин ги утврдуваше сите кандидатски листи на Либералната партија. Републичкиот одбор ги усвои извештаите на партијата за парламентарните избори 2011, локалните 2013
и секако за парламентарните избори 2014 по кои либералната партија не ги призна изборните резултати. При тоа, со ово извештај на тој начин констатираме резерва дека резултатите на либералната партија се и поголеми. Од тука не изненадува што согласно досега пристигнатите предлози за членови на идниот мандат на Републичкиот одбор, забележливо е дека општинските организации во најголем дел се определуваат за кадровски континуитет. Следејќи ја собствената стратешка агенда, партијата направи пресврти во собствениот пристап, а самостојното делување возможи директно застапување на собствените програмски решенија за многу горливи прашања од економијата, политичкиот систем и општествениот развој. Од особено значење што ние сме прва политичка партија со јасен пристап и решенија за политичката криза со поинаква влада од постојната. Именно, од октомври 2014 го застапуваме концептот на концентрациона влада со широк политички опфат и мандат во времетраење што ќе зависи од нејзините должности и цели, а пред се основната враќање на легитимитетот и интегритетот на институциите и довербата кон нив, за одење на избори во фер и демократска атмосфера. Со прочистен избирачки список, врз основа на спроведен попис на населението, со коригирана и темелна промена на изборната регулатива што ќе гарантира вакви избори што ќе одразат реална волја на гласачите. Не потребно да се нагласува дека таа претходеше на бројни решенија на многу партии што осцилираа од техничка до експертска, а денес по сите изјави на странските дипломати што престојуваат или посетуваат Македонија и во политичкиот дискурс. Јасно е дека се бара токму политичка влада со поширок опфат од класичниот на едно парламентарно мнозинство и влада во која нема само да се пренесат тековните партиски судири или етнички поделби. Впрочем, тековната политичка криза и очекувањата за нејзиниот тек беа дел од внимателното проектирање на тајмингот на овој конгрес и затоа му честитам на Републичкиот одбор и на сите делегати. Секако извршниот комитет со своите 84 одржани седници комплетно беше инволвиран во спроведувањето на тековните политички и парламентарни активности. При тоа од особено значење беше и хоризонталното организирање на партиските членови и симпатизери, експерти во одредени области, низ партиските комисии, како основни тимови за креирање на доктрината и либералните политики. Секако Републичкиот одбор и тековно и извршниот комитет беа ангажирани во комплексната операција на пререгистрацијата на либералната партија. При тоа, особено се издвојуваат активностите на општинските организации на либералната партија во Кисела вода, Бутел, Чаир и Охрид, кои ги надфрлија проекциите за по околу 30%. Исполнувањето на проекциите во Аеродром, Кавадарци, Карпош, Гази, Баба, Прилеп и слично. Вака се спроведува и активностите во последните 6 месеци согласно акцијскиот план на либералната партија октомври 2014 март 2015 со продолжена реализација во тековниот месец. Од тука овој извештај констатира и дека председателот, подпредседателот, генералниот секретар на партијата целосно ги спроведуваат задачите и насоките доверени од органите на партијата и дека целосната функционалност на органите на партијата е возможна токму со перманентната соработка меѓу сите органи и нивните членови. Јас им благодарам на моите досегашни соработници, а верувам се надам и во иднина, подпредседателот Бузлиев и генералниот секретар Николовски. И може да аплауз за нив. Дозволете во исто време да истакнам дека имаме среќата и имаме предноста либералната партија, за разлика од други партии, да не се занимава со ножови во грб, да не ги заборава своите претходни партиски раководители и истакнати личности. Му благодарам на почесниот председател на либералната партија, на господинот Стојан Андов, што заедно со сите нас перманентно ја води битката за промовирањето на либералната партија и за либералните вредности. Ви благодарам, господин Андов. Ќе дозволите во следниот период да зборуваме и за останатите луѓе кои што направиле многу за партијата и кои се тука и се перманентен одраз не само на кадровски континуитет, туку и на посветеност за либералната партија во моменти кога е тешко, а не во моменти кога сите сакаат да бидат тука затоа што ќе дојдат до нешто. Посебните облици на организирање може да се оцени дека за прв пат по подолго време ова имаме примат на унијата на жени на либералната партија. Тоа не го сметаме за лошо, нели? Мислам дека аплаузот за либералната партија во нова влие тековното реорганизирање на подмладокот во кадровска и програмска смисла. Почитувајќи нивната посебност, овој извештај како основна насока упатувањето дека централното и локалните партиски раководства треба да го поддржат разгранувањето и засилувањето на посебните облици како дел од ширењето и разгранувањето на самата партија.
Извештајот потенцира потребата од активирање на Либералната академија како програмски форум на Либералната партија, составен од проверените, долго присутни партиски кадри кои во оваа партија не се само одраз на партиски континуитет или декор, туку силен столб на посветени либерали кои се со својата партија секогаш и кога треба да вршат функции и кога е потешко. И овој извештај во однос на општинските организации ја констатира потребата од реструктурирање на општинските организации, што е еден од основните мотиви на Републичкиот одбор за подготовка на новиот статут на Либералната партија, кој всушност има за цел особено оперативно концентрирање на работењето и кадровската политика на општинските организации. Комплицираната повеќе степена структура на одлучување, собрание, општински одбор, извршен одбор, се покаже недоволно динамично, особено пред и за време на изборна кампања и е како временски надмината. Секако и во такви услови, општинските организации и иницијативните одбори перманентно работеа и учествуваа во изборните процеси што се третира во нивните отделни извештаи за работа. Како и за целокупното партиско организирање, основна насока од овој извештај е професионализирањето, просторното сместување, адекватното финансирање и кадровско согласување на политичките генерации во Либералната партија. Од тога како втора потенцирана насока се издвојува потребата од брза трансформација на општинските организации согласно новата, доколку биде утврдена статутарно предвидена организацијска шема, перманентно ангажирање на членовите, прецизно евидентирање и вклучување во процес на теренско ангажирање, програмско одлучување и кадровско селектирање. Еден од основните расположливи механизми сега е токму завршениот процес на пререгистрација на партијата, како една од основите на кадровското проектирање на партијата на локално и национално ниво. И во рамки на едни завршни напомени, дозволете да потенцираме. Тековните активности на партијата од технички карактер беа постојан предмет на следење и насочување од Републичкиот одбор и надзорниот комитет. Од ажурирање на членството како интензивиран процес од крајот на 2014, преку редизајн на веб страна, перманентно комуницирање со јавност преку социјални мрежи, постојани посети на општините надвор од Скопје, интензивни јавни настапи, особено на председателот на партијата и почесниот председател, издавање соопштенија, пресконференции, седби со дипломати во земјата и така натаму. Ви благодарам. Комисија госпоѓа Анкица Трпковска да го изнесе сумираниот предлог на делегатите на Конгресот за избор на председател на партијата. До кандидационата комисија на 11-тиот конгрес на Либерална партија доставен е единствен кандидат за председател на Либерална партија кој е подпишани од делегати 121. Врз основа на член 2 став 3 алинеја 2 од деловникот за работа на Конгресот на Либерална партија на Македонија, кандидационата комисија на Конгресот по сумирање на предлозите утврдено е дека имаме само еден кандидат за председател. Делегатите го предложија господин Иван Величковски за председател на Либерална партија. Јавува за збор предлогот за председател на Либерална партија на Македонија за реизбор уствари за Иван Величковски го ставам на гласање. Кој е за, мола на крена рака? Благодарам. Има ли некој против? Воздржан? Нема. Благодарам. Констатирам дека Конгресот го избра господинот Иван Величковски за председател на Либералната партија. Работното председателство и во свое лично име му го честитам изборот на председател на Либерална партија на Македонија, му посакувам успешна работа во наредниот период. Го повикувам председателот на Либералната партија на Македонија да му се обрати на Конгресот. Поверете, председател. Почитувани делегати, дами и господа, почитуван председателе, почитувано работно председателство. Благодарам на укажувањето дека сум добил боја. Не јас секогаш имам бојата на Либералната партија. Таа е бела, плава и жолта. И секогаш ја имам бојата што ми ја даваат луѓето со кои работам.
И благодарам на госпоѓа Трпковска за убавите зборови. И благодарам затоа што еден од луѓето со кои што најмногу сме воделе расправи, било таа. Било работното председателство во овој состав добар дел од нив, затоа што тие биле дел од извршниот комитет. Затоа што расправите, а не расправиите, затоа што идејата, а не желбата само и амбицијата, се основа на раководењето и работењето како карактеристика на менаџирањето на либералната партија. Партија која е и мора да биде поинаква од мнозинството други, во кои султанатот е едини начин на раководење со партиските структури. Но истовремено тоа бара и посветеност. Тоа бара многу откажување. Тоа бара многу жртви. И јас им благодарам на сите оние кои беа дел од тимот што имав чест и задоволство да го предводам. И најавувам дека во следниот тим, доколку изборот на согласно новиот статут Централниот комитет на Либералната партија биде извршен согласно вашите предлози и со ваша одлука, најавувам дека во основа ќе продолжиме со истиот тим и во извршниот комитет, во најголем дел со истиот тим, затоа што тимот што добивал, водел, се жртвувал и не бегал од предизвици, не се менува. А зошто тоа го велам? Затоа што денешната сала е преполна и следните состаноци ќе бидат со уште по-полни сали, со уште повеќе луѓе кои ослободени од притисокот со секој ден се повеќе и повеќе ќе излезат на површина и ќе ги казнат погрешните политики на една влада од изминатите 9 години. Но она што е најбитно е дека водејќи се во принципот на своето работење, ве замолувам, ве повикувам, ве охрабрувам истиот принцип на раководење да го примениме во општинските организации. Истиот принцип на раководење и работење да го примениме во Либералната унија на млади. Истиот принцип на раководење веќе е применет во Унијата на жени на Либерална партија. Принцип на охрабрување, принцип на соработка, принцип на сближување и вмрежување. Нешто што е основа за успешна, отворена, искрена, содржинска соработка. Дали некој можеше да верува дека Либералната партија ќе успее во 13 општини на локалните избори да освои околу 10.000 гласа пред 2 години? Не. Дали бевме можеби и натерани на таков пристап? Да, ама сме биле подготвени и имаше луѓе кои рекоа: ние нешто не можеме да сработиме, ние ќе се повлечеме пред некој предизвик. И тие луѓе ги одработија тие 10.000 гласа. И тие не се мои, туку тие се наши и на луѓето кои што излегоа и се бореа за секој глас. И за тие луѓе барам аплауз, а не за себе. Во исто време напоменувам дека пред нас сега е најтешката битка. Битка во која полека ќе треба да си ја вратиме слободата, да не се претопиме, да не се заборавиме и да не бидеме понесени од било какви симпатични или примамливи понуди на прва. Туку се да биде промислено, внимателно, согласно статутот, програмската декларација, односно доктрината Пресврт 2018 и согласно нашата верба и убедување, вербата на либералите. И за крај, ќе го воведеме систем, односно ќе продолжиме и ќе го унапредиме мерит системот. Тоа значи, ниту јас, ниту било кој, без одработено, нема награда. Без сработено, без зголемено, без видливо, нема промовирање и напредување. Но, доколку тој систем го практикуваме, тогаш секој од нас ќе биде одговорен пред себе и пред својот прв круг. Дали го прифаќате ова? Во
Доколку е така, ви благодарам на изборот. И да бидеме подготвени за процесите што многу брзо ќе дојдат. Некои се чудеа зошто форсиравме акцијски планови во ноември, кога многу не беше ништо известно. Денеска, односно во изминатите 2,5 месеци, полека станува јасно. Со истата убеденост и посветеност да одиме во следниот период. И да најавам, следниот конгрес мора да биде порано од крајниот рок, затоа што тој ќе биде програмски конгрес на партија во власт. Благодарам. Либерална партија.